Првите 100 дена од владата се окарактеризирани само по лаги и изголемување на привилегиите. Сега, за да се ухлебат кадрите на знам, собранието ќе измислува нова функција, тоа е заменик директор на царината. Тоа што го ветуваше ВМРО ДПМН пред да дојде на власта, тоа е намалување на државната управа. Сега гледаме дека се одвива во скроз друга насока, освен тоа што ги зголемивме бројот на министерства, кога опозицијата посочуваше нова дека го зголемуваме државниот апарат, ВМРО ДПМН и владеачката коалиција тогаш лажеа дека ќе се оптимизираат непотребните места и функции, но сега гледаме дека тенденцијата на СДСМ и ДУИ за зголемување на државниот апарат на штета на граѓаните продолжува и во овој мандат. Очигледно е дека објаснувањето на претениците од знам дека ова нема да има финансиски импликации, очигледно дека не е точно, затоа што измислувањето на оваа нова позиција секако дека ќе има нови импликации. Крајно време е да прекине ова злоупотребување на државната управа и да тргне во вистинско оптимизирање на државната управа, а не зголемување на државниот апарат само за нивните неспособни кадри да го најдат своето место во државната управа и да ги цицаат парите на народот. Од друга страна, ова владеачко мнозинство потполно го има ставено собранието во своји канџи. Значи не постои веќе закон кој се носи во редовна постапка, се е по скратена постапка, затоа што владеачкото мнозинство смета дека ова собрание не е домот на демократијата, туку дека се извира од нивната влада и од нивното владеачко мнозинство. Левица сега на собраниската пленарна седница ќе побара тргање на оваа течка од дневниот ред поради овие скандалозни причини и ќе ги разгледаме другите механизми во однос на овој закон. Повелете. Во однос на законот за врбители, дали планирате наскоро, како што најавите, да донесете кривична за Гаши, затоа што не го става на дневен ред? Да, веќе сметаме дека кон почетокот на идниот месец или до негде средината на идниот месец веројатно би ја поднели оваа кривична пријава, затоа што како што објаснивме, освен што треба да има политичка одговорност ние пробавме да ја издействуваме преку интерпелацијата, но ова повлекува и правна одговорност, затоа ќе поднесеме кривична пријава секако. Првично, секогаш е добродојдена комуникацијата во регионот и зајакнувањето на врските во регионот, но очигледно дека таму каде што се раздава сите ќе бараат. Странски функционери всушност не би требале да имаат барање за нашата внатрешна политика, така да искрено нема ни да коментираме, затоа што тоа е вон сите дипломатски практики и едноставно е небулозно да се коментира нешто што е всушност само небулозно.